со оглед дека рековте дека дел од овие пари кои што се вадени од МВР преку Финзи се користени за лична корист. Дали нешто од тоа е користено за финансирање на медиуми, бидејќи знаеме Финзи е собственик на некои од медиумите. И уште едно прашање, или зашто се всушност користени парите, дали има истрага околу тоа, освен лично богатење. И со оглед на тоа што во бомбите слушнавме слична шема во врска со една друга фирма со набавка од Израел, дали тие имаат некакви допирни точки и дали може да чуеме името на фирмата од Британија? Вака, во рамки на она што беше презентирано од колешката, беа презентирани сите информации кои што може сега да ви ги презентираме од една страна, а од друга страна да не штетат на истрагата. Името на компанијата од Велика Британија во овој момент имаме пречки, не можеме да го соопштиме, така што е сосем ирелевантно. Релевантно е тоа дека од буџетот на Република Македонија се искористени паричните средства за прибавување на корист за правното лице. Во текот на истрагата, предмет секако на разгледување ќе биде и каде крајно завршиле тие финансиски средства, меѓутоа како што кажав, ова е почеток на истрагата, сите натамошни да речам действија ќе бидат предмет на расветлување на истрагата. Емилија? Дали опремата што е набавена, што е заведена со книговодствена цена од 1 денар е уништена? Не. Не. Не е уништена опремата што е набавена. Други прашања? Повелете. Може ли да ни го откриете идентитетот на осомничените? Не, идентитетот на осомничените лица нема да го откриваме во овој момент, токму поради заштита на пресумцијата на невиност која што согласно законот истите ја уживаат. Кажавме дека во овој момент сите се работи за отворена истрага и постојат основи за сомнение за сите наводи кои што веќе ги изнесовме. Меѓутоа, од друга страна, и осомничените лица уживаат одредени права, тоа правото е да бидат третирани како невини, се додека со правосилна судска пресуда не се докаже нивната вина. Постои различна пракса во земите во светот во однос на објавување на имињата. Ние сметавме дека во овој момент, како повисок стандард на заштита во нашата држава, најсоодветно е во фазата на истрага да не ги објавуваме имињата на осомничените лица. Како што кажав, се обидуваме да наметнеме еден повисок стандард на заштита на човековите права во рамки на кривичната постапка и тоа е основниот мотив заради кој што не ги соопштуваме ниту иницијалите, ниту имињата на лицата кои што се инволвирани во истрагите. Само момент, пошто имаме микрофон да запазиме. Коста Крпач беше ваш сведок, имавте информации дека е добивал закани од одредени лица. Дали од овие осомничени лица добивал закани? За тоа што сведокот сега покоен Коста Крпач има кажано на обвинителство, како што кажавме, со оглед дека се работи за предистражна постапка пред основното јавно обвинителство Скопје, за кое се уште немаме повратни информации, не можеме да ги кажеме сите наводи и за тоа со кои лица точно овој сведок контактирал и кои се нашите информации што сведокот ни ги има дадено, веќе тоа го имаме опфатено. Сонја, повелете? Значи, дали не сватив дали би е завршена оваа истрага и кога ќе има обвинение ако е завршена? Вака, оваа истрага е што туку отворена. Значи, донесена е наредба за спроведување на истражна постапка за действијата кои што денес беа презентирани. Обвинение не знаеме кога ќе следи, истрагата е што туку отворена, треба да се преземат дополнително голем број на истражни действија, се разбира штом ќе има одреден, да речам, штом ќе се заврши истрагата, ќе бидете благовремено известени. Момент. Сега микрофонот само да достава. Повели. Ека Љубиша, после ве молам на госпоѓата Милка. Во контекст на прашањето на Сонја, дали уште денес ќе поднесете формално барање до судот за... Да, во текот на денешниот ден ќе биде поднесено барање до судот за определување мерки на предпазливост за сите осомничени лица, со тоа што ќе се работи за различни мерки на предпазливост за осомничените лица, зависно од околностите кои што сметавме дека за секој осомничено лице посебно стојат. Благодарам. Миомир, позади. Значи, прво, може ли да ни објасните дали сведочењето на Коста Крпач, односно неговото појавување на специјалното јавно обвинителство е поврзано само со овој случај или и со други случаи? Второ, за чии имот ќе се бара да биде замрзнат?
Трето, дали функционериве кои што ги спомнавте, кои се осумничени, се уште имаат одредена функција во МВР, односно во Управата за безбедност и контраразузнавање, дали сите се во државата? Вака, по однос на сведокот, односно сега покојниот Коста Крпач, можам да кажам дека обезбеди информации како за овој предмет, така и за други предмети. Меѓутоа, заради тајноста на предистражната постапка во тие предмети, ова е единствениот предмет за кој што можеме јавно да ви произнесеме податоци. Во однос на мерките кои што ќе бидат побарани во текот на денот, дополнително, значи до судот, дополнително ќе добиете соопштение веднаш по нивното поднесување, така што ве уверуваме дека ќе ги добиете сите релевантни информации. И извинете, уште едно прашање го изумив. Во однос, со оглед дека кругот на лицата кои што работат во државните органи и нивните функции, имајќи ја предвид временската детерминираност на действијата кога овие активности биле преземени, многу лесно би можело да се заклучи за кои лица станува збор и заради тоа нема да даваме дополнителни податоци токму поради заштита на начелото на пресумпција на невиност. Како и да е, се работи за лица кои што во времето на извршување на кривичното дело, како што напомена и мојата колешка Фатиме Фетаи, имале соодветни високи работни позиции во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање и во рамки на Министерството за внатрешни работи. Немаме информации дека некој не е во државата во моментот. Делот, така, во однос на собственоста на американската фирма, се уште, значи, тоа ќе биде едно од прашањата кои што дополнително во текот на истрагата ќе се истражуваат. За нас релевантно е што сите трансфери на финансиски средства за конкретниот случај се направени преку македонската компанија. За тоа кој е основач на таа компанија имаме официјален податок дека се работи за компанија од Соединетите Американски држави, меѓутоа кој стои зад таа компанија и сите останати прашања поврзани со работењето на домашната компанија секако ќе бидат предмет на оваа истрага. Обвинителка Катица Јанева доби ултиматум од владеачката партија дека нема да се прифати во собранието ниту едно барање или предлог од СЈ, доколку не се извини, не се врати на комисиската расправа и не поднесе детален извештај. Како планирате да се однесувате? Вака. Специјалната јавна обвинителка ја исполни својата законска обврска со тоа што се јави на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и го презентираше извештајот. И не само тоа. Обвинителката даде одговор на прашања, голем број на прашања кои што беа поврзани и со извештајот и голем број на прашања кои што беа и надвор од извештајот, значи беа поврзани со целокупното работење и теми на интерес на ова јавно обвинителство. Од она што вие го кажавте и пресконференцијата за која што зборувавме, со оглед дека јавно беа поставени, чинам, сега да не грешам да бидам прецизна, 18 прашања како неодговорени, доколку се направи нивна анализа, може јасно да се види дека ниедно од овие прашања не се однесува на извештајот за работата на ова јавно обвинителство во изминатите 6 месеци. Со оглед дека извештајот е веќе апсолвирано прашање, обвинителката јасно кажа дека веќе нема да присуствува на седницата и ние како јавно обвинителство таа нејзина изјава ја потврдивме и со соопштение. Така што не сме тука ние за да ни се поставуваат ултиматуми. Согласно нашиот закон, односно Законот за специјално обвинителство, нашата улога е да извршиме, тоест да спроведуваме истраги за содржината на незаконското следење на комуникации, така што законската обврска обвинителката ја исполни пред комисијата, се разбира, очекуваме покана за пленарна седница сега и обвинителката ќе се јави на пленарна седница, исто како што денес и самата ве извести дека ќе се јави и на Советот за јавни обвинители. Повелете? Еве тука, повелете. Веднаш откако почина Коста Крпач, специјалното јавно обвинителство ги обелодени заканите кои наводно биле против него. Потоа имаше нели истрага од основното јавно обвинителство. Дали вие до основното јавно обвинителство ги откривте деталите околу заканите, кој му се заканувал и поради што?
Ние до основното јавно обвинителство ги доставивме сите податоци кои што на основното јавно обвинителство Скопје можат да му користат во рамки на истрагата која што ја спроведуваш. Така што основното јавно обвинителство од наша страна доби известување за сите релевантни околности кои што ние ги поседувавме како информации и тоа е се што можеме за тоа и во јавност да соопштиме со оглед дека таа постапка се уште во рамки на предистражна постапка. Повелете? Емче? Доколку се донесат измените во законите кои што се од круцијално значење, како што рековте, како ќе постапувате понатаму? Ние ќе ги користиме сите процесни можности кои што ги користевме и до сега. Се разбира, законите за кои што апелираме да бидат донесени во многу би ја олесниле не само работата на ова јавно обвинителство, туку во многу би придонеле за расчистување на сите спорни состојби кои што стојат во државата, пред се заради тоа што лицата кои што навистина се плашат би им било дадена можност да ја кажат својата верзија на настаните и да придонесат за расветлување на состојбите. Се разбира дека нашата работа нема да застане тука, само затоа што собранието нема да ги донесе измените на законите кои што ние очекуваме да бидат донесени и кои што се во интерес на сите граѓани на Република Македонија, туку ќе ги користиме сите процесни можности кои што Законот за кривична постапка и останатите закони ни ги овозможуваат. Само момент. Се извинувам, дали се работи за тип на опрема Finfisher од Англија? Вака сега, значи за типот на опрема за која што станува збор во конкретниот случај не можеме да ви дадеме дополнителни податоци со оглед дека тие податоци во овој момент можат да штетат на истрагата. Се разбира, штом ќе бидеме во можност да соопштиме и за каков вид на опрема и точно за која компанија од Велика Британија станува збор, се разбира, јавноста ќе биде известена и за тие детали.